Вистинската телевизија не би била вистинска доколку на неа не се емитува програма наречена Вистина е. Следува студиското издание на редовната рубрика Вистина е на Вистинска телевизија. Презентираме факти, статистики, аргументи и други вистини. Овој пат во потрага по вистината за училишниот предмет македонски јазик. Вистина е дека во нашиот свет има околу 6000 јазици, сите тие се уникатни и имаат своја единствена историја. Вистина е дека со нивна помош ја изразуваме нашата суштина, го покажуваме нашиот менталитет, култура и традиции на другите народи на земјата. Само со помош на говорот ние сме во можност да ги прошириме нашите хоризонти, да ги научиме културите на другите земји, па затоа е неопходно да се почитуваат јазиците на сите популации и сили, со цел да се воспостави и одржи пријателски и мирен со народите што постојат на нашата планета. Вистина е дека за таа цел беше воспоставен светскиот ден на мајчин јазик, чија историја на развој траеше со милениуми. Вистина е дека во 1999 година, на 17 ноември, општата деноминација на УНЕСКО одлучи да создаде празник на денот на мајчиниот јазик, кој ќе ги потсети луѓето за значењето на почитувањето и почитувањето на мајчиниот јазик и јазиците на другите народи и стремеж кон мултилингвализам и културна разновидност. Вистина е дека датумот на прославата беше поставен на 21 февруари, пошто во текот на овој ден светот почна да слави. Вистина е дека за време на Втората светска војна, на 23 септември 1943 година, додека низ Македонија се спроведувале операциите за борба против фашистичкиот окупатор, на ослободената територија во селското училиште во Подвис, Кичевско, за прв пат се одржала настава на македонски јазик. Вистина е дека за прв учител бил наименуван Васил Користески од Подвис на првиот ден при почнувањето на мајчин македонски јазик. Учителот Васил Користески им рекол: "Деца, од сега натаму ќе си учите на вашиот мајчин македонски јазик и ќе си се поздравуваме на македонски јазик." Вистина е дека на првиот час присуствувале 7 ученици, а потоа во наредните денови се вклучиле и други нивни врсници. Секој ден, при влегувањето на учителот во училница, тој поздравувал со "Смрт на фашизмот", а децата одговарале со "Слобода на народот". Вистина е дека македонскиот јазик потекнува од семејството на индоевропски јазици и е дел од групата на славенски јазици, поточно квалификуван како јужнословенски јазик. Вистина е дека македонскиот јазик е службен и национален јазик во Македонија, а воедно е официјално признан како регионален службен јазик во Горица и Пустец во Албанија, каде што живее бројно македонско население, како и во Србија во општините Јабука и Пландиште. Вистина е дека македонскиот јазик се зборува и во Австралија, Бугарија, Турција, Грција и во некои земји членки на Европската Унија. Вистина е дека првото дело објавено на македонски јазик е Словото исказање заради умирање од 1814 година, а за прв македонски роман се смета делото на Славко Јаневски "Село за седумте јасени", објавено во 1952 година. А вистината за изучувањето на предметот македонски јазик во училиштата во денешното издание на Вистина е ќе разговараме со писателот, лекторот и наставникот по македонски јазик Владко Стојковски. Која е вистината за предметот македонски јазик, Владко, во училиштата? Вистината за предметот македонски јазик или можеби за нашиот македонски јазик е, како да кажем, е дека можеби треба да се почитува многу повеќе. Според мене таа е правата вистина, со оглед на сите оние работи кои што ги набројавте на почетокот и кои што ги слушнавме во најавата, е дека нашиот македонски јазик е архаичен, дека е многу стар и едноставно јазик кој што преку оставнината која што ни ја дале нашите предци, нашите праучители, со себе носи една голема одговорност за сите нас како луѓе, како негови говорители, и мислам дека тоа треба да биде една наша главна преокупација во периодот кој што предстои, со оглед на тоа дека македонскиот јазик во изминатиот период мислам дека некако како да го загуби местото кое што навистина му припаѓа, единственото место е пиедесталот, и токму заради тоа и самиот предмет македонски јазик заслужува повеќе внимание, значи во поглед на како се пристапува кон него, значи како тој се негува од страна на главните институции во нашата држава Македонија, и со самото тоа се разбира како таков треба да
да се негува и да го добие правото место со цел и помеѓу учениците кои што се разбира го учат како мајчин јазик, да стекне поголема вредност, да го добие вистинскиот сјај за и тие да станат свесни дека тоа е нивниот мајчин јазик кој што се негува единствено преку неговата правилна примена во секојдневниот живот и се разбира во текот на наставата. Вистината би била таа. На кој начин денеска се изучува мајчиниот јазик кај нас во Македонија? Колку часови неделно учат децата во основните, колку во средните училишта? Да. 4 пати во неделата, значи во тие 5 работни дена е застапен предметот македонски јазик, со тоа што мислам дека се изучува сега, барем овој изминат период, некако станува збор за некоја комбинација од оној традиционален начин на изучување и новите методи кои што се наметнуваат, посебно со новата концепција која што се донесе во образованието и која што е, да речеме, еден експериментален период кај нас. Тоа се, да речем, тие 4 часа во текот на редовната програма. Се разбира, македонскиот јазик може да се изучува и на поинаков начин, односно да биде дел од воннаставните активности, кои што исто така се составен дел на програмата во училиштата и во основните и во средните училишта, но исто така и во текот на слободните ученички активности, барем во мојата досегашна пракса, можем да кажем дека македонскиот јазик, освен тоа што добива внимание во текот на редовната настава, исто така можеби дополнително и уште поголемо внимание добива во текот на слободните ученички активности, како литературните секции, например. Своевремено тоа го правевме со моите ученици во текот на работата на драмските секции. Така што сите тие се можности кои што се установени уште од самите почетоци на образованието кај нас на современата македонска држава, кои што останали до ден денес. Во тој поглед мислам дека македонскиот јазик си го има своето место онака како што треба, застапен е доволно. Се разбира, но од друга страна мора да се има предвид дека и многу училишта кај нас во Македонија, тоа е, значи, да речем, една проблематика која што се јавува, заради самата, да речем, средина каде што се наоѓаат, многу често сите овие работи во смисла на воннаставни слободни ученички активности може да бидат предизвик, односно да биде предизвик нивната реализација, затоа што се работи на места кои што се оддалечени од градските центри, места кои што се поврзани со превоз на учениците и така натаму, и тука едноставно можеби нема доволно време вистински да се обрни внимание кон јазикот, а секогаш велам, слободните ученички активности се еден начин да, посебно литературните секции, се начин да учениците преку запознавање со поезијата и прозата од македонски и странски автори да стекнат повеќе љубов кон читањето, кон поетското изразување и така натаму, и тоа е многу значајно во секој случај. Вистина е дека работиш како наставник по македонски јазик во рурално училиште во близината на Демирхисар. На колку деца им предаваш и на која возраст се? Да, работам во село Жван, тоа е Демирхисарско, еден убав природен крај, исто така познат по револуционерното минато, но исто така познати по многу писателски имиња кои што верувале или не биле ученици токму во тоа училиште, во малку можеби поинакви рамки, но во секој случај тука се родили и тука учеле. Од тука е Петрема Андреевски, меѓу другото, од Слоештица поточно, селото кое што е веднаш до село Жван. Соседното, Горијан Петревски, нашиот сакан и познат автор за детски, да речем, литература наменета за деца и млади. Автори како Раде Силјан, Божин Павловски и ред други. Во периодот кога се вработив, тоа училиште броеше околу 120 на ученици кои што учеа од прво до 8 оделение, поточно од 9 оделение кога се промени тој принцип. Јас успев малку да фатам дел и од старата програма. Денеска, после 15 години работа во истото училиште, бројот значително се намалува. Тоа е, значи, она реалност која што не допира сите и од која што некако тешко можеме да се извлечеме, се додека ситуацијата е ваква каква што е. Ни се случува пат на населението и заради тоа бројот на ученици е помал. Јас лично предавам од 6 до 9 оделение на ученици кои што учат во помали групи, така што тоа е еден предизвик. Од една страна е добро, затоа што можете да посветите внимание речиси на секого.
Одделно од друга страна тоа се разбира има влијание во поглед на конкуренцијата, во поглед на мотивираноста некогаш кај децата, тоа знае да биде проблем. Но тука сме ние наставниците, се разбира, за да дадеме допринос во поглед на таа ситуација, да ги расположиме, да ги мотивираме да го сакаат она што го работат. Моментално работам со околу 40 на деца од 6 до 9 оделение кои што го изучуваат македонскиот јазик како мајчин, и таму сум, речи си, најголем дел од времето, барем 4 дена во седмицата. Се запознаваме со тајните на јазикот, учиме, се учиме да го сакаме јазикот, да негуваме почит спрема нашите предци, спрема оние кои што далено и се уште даваат допринос во поглед на развојот на македонскиот јазик, но и на македонската книжевност. Предизвик е да се работи во рурално место како наставник. Кои се потешкотиите, бидејќи ти живееш во Битола? И исто така, дали сметаш дека има разлика во предавањето во град и во предавањето во село? Односно во изучувањето во децата и нешто слично. Убаво прашање. Има и предизвици, има и добри страни, како што реков. Предизвиците за нас наставниците се разбира е она секојдневно патување кое што одзема значен дел од нашето време. Ние се разбира, таму сме со таа цел, за да ги воспитуваме и да ги образуваме нашите ученици. Поголемиот број километри кои што ги правиме знае да биде предизвик, и тоа како, посебно во зимски услови, но се правиме во име на крајната цел на наставничката професија. Убаво е да се работи со децата од руралните места, затоа што тоа се главно питоми деца кои што навистина негуваат вредности, поврзани и со семејството, но и со почита кон наставниците, барем онаа почит за која што се зборува повеќе од некогашното минато, кога наставникот навистина бил пример за однесување и една од, да речем, најреспектабилните професии во општеството во даден период од нашето минато. Сега можеби состојбите се променети. Убаво е да се работи со нив. Моето искуство во овие 15 на години ми покажа дека навистина меѓу нив може да најдете деца кои што се посветени, деца кои што исклучително знаат да го ценат она што го правите за нив. Доколку ги мотивирате, навистина може да извлечете од нив најдобри резултати. Не би ги менувал, речиси, за ништо на светот, иако животот не знаеме што носи. Не можам да споредам каква би била работата во градските средини, со оглед на тоа дека моето искуство тука речиси минимално. Единствено, можеби тоа искуство можам да кажам дека го имав за време на периодот кога бев студент, кога одев на оние практични часови, кога учевме ние од ветераните во професијата. И мислам дека доколку се поставите, тоа е мој став, онака како што треба, доколку покажете дигнитет во професијата, доколку покажете знаење и се држите до вредностите во кои што верувате, дека ќе добиете благонаклоноста и на едните и на другите. Мислам дека тоа не треба да биде проблем. Нека не биде за фалба, моето досегашно работење ми покаже дека 15 години може да се негуваат хармонични односи со децата и навистина сум благодарен за тоа. Од каде потекнува желбата за професијата наставник? Тоа го кажав во една прилика, кога ми се даде можност. Мислам дека сите ние глобално се раководиме од оние примери кои што се во нашите животи, пред се позитивните примери на повозрастните. Кај мене љубовта пред се, значи, кон мајчиниот јазик се јавува тука некаде уште во деновите кога учев во основно училиште. Пишувањето уште тогаш ме привлекуваше многу и успешно го правев тоа, барем според кажувањата на тогашните мои наставници. Многу ми беше убаво кога ја слушав мојата наставничка во основно образование, како се изделува во однос на останатите колеги, во однос на правоговорот пред се, правописот и така натаму, изразот кој што го имаше кога пишуваше, држењето во секој случај. И мислам дека тоа некако кај мене создаде една убава слика, не дека ќе речем дека тоа беше можеби пресудниот период, потоа следуваат оние години кога доаѓате во средно, мислам дека во средно ја загубив мотивацијата да пишувам пред се, значи дури ни оценките не ми беа нешто многу наклонети во тој период, веројатно така ме процениле професорите
Тогаш, за повторно таа желба да се врати некаде кога дојде времето за запишување во високо образование, кога исто така некако желбите ми беа поделени меѓу медицина и образование, сепак натежна повеќе во второто. И мислам дека не го направив изборот погрешно, туку ја избрав професијата што еве до ден денес го опишува мојот живот и на некој начин ме отсликува и пред останатите и од мене направи да бидам лично со позитивни вредности, се надевам. Неколку пати се менуваше програмата за основни училишта. Што е променето со новата програма за предметот македонски јазик, а што е останато исто како порано? 2007 година ми се чини и 2013 година имаше промени поголеми во однос на образованието. Јас се вработив 2009 година. Што е променето? Променети се повеќе работи, но во секој случај она што кај мене загрижува е фактот што кога кај нас почнуваат промените во образованието, едноставно немаат континуитет и мислам дека тоа е една од причините зашто немаме значајни резултати. Она што денес значи промена во образованието се нарекува нова концепција. Тоа е нешто што се базира на генерално, значи сите реформи во образовниот процес се прават на оние званични меѓународни документи, декларации кои што се носат, значи конвенции како Конвенција за заштита на детските права, Конвенција за заштита на правата на децата со инвалидност. Тука исто декларацијата ми се чини Светската декларација образование за сите. Според сите тие значајни начела се прават промените во образованието кај нас. Оваа нова концепција нуди нешто што треба да представува поголема вклученост на децата во изразување на нивните ставови и мислења, критичко размислување, учество во, како да речем, можеби во граѓанските случувања, да имаат поголема свесност за појавите во општеството на кое што припаѓаат, поголема спремност во поглед на дигиталните вештини, исто така тоа мислам дека е многу значајно. Особено тоа некако стана важно прашање некаде после пандемијата која што ни се случи пред неколку години, кога бевме приморани најголемиот дел од нас, иако нашето училиште сепак посетуваше физичка настава, но најголемиот дел бевме сведоци дека учеа од далечина, така што исто ќе се обрнува, според она што го читам, ќе се обрнува повеќе внимание на тој аспект, значи да бидат поспремни во поглед на дигиталните вештини за ситуации слични на оние што се случува и претходно, за евентуално нормално да се учи од далечина повторно, или тоа да стане некаква пракса во иднина, значи која што не мора да биде резултат на пандемиски случувања. Така што тие се некои од поважните прашања кои што се донесени тука. Мислам дека ќе има промени се разбери во наставните содржини, со тоа автоматски ќе се променат и учебниците. Веќе имаме нов учебник по македонски јазик за 6-то одделение, каде што содржините горе-долу се тие. Пристапот на нас, наставниците, методскиот пристап треба да биде малку поразличен. Учениците да учат малку посамостојно и да прават подобра паралела меѓу она што се учи, материјалот и она што представува плод на човековата реалност, за да може да ги поврзуваат тие знаења, како и резултатите еден ден би биле подобри на нашите ученици, со оглед на тоа дека имаше истражување во 2020 година, каде што преку 4000 наставници беа интервјуирани, да речем, или запрашани во однос на што мислите, што не чини во поглед на образованието. Резултатите се однесува на тоа дека учебниците не ги даваат веќе соодветните содржини, материјалот може да биде подобар, да одговара на современите текови и така натаму. И се разбира на крај, намерата е да можеби повеќе се воведи онаа воспитна страна, воспитната компонента во процесот кој што стана самообразовен. Вистина дека денес децата се под големо влијание на технологијата, како и на интернетот и социјалните мрежи. Дали во нив е останата онаа желба за читање на книги или се е сведено на по електронски пат и аудио книги? Тука ќе искористам нешто што еден мој драг пријател, човекот кој што го спомнав претходно, Горијан Петревски, познатиот автор за деца и млади, често го кажува на неговите гостувања и вели дека не можеме да бидеме критични до таа мера
да ги запоставиме денешните генерации, да кажуваме дека едноставно ништо не работат и дека воопшто немаат интерес кон книгата. Се согласувам дека е така. Не смееме да бидеме негативни до таа мера. Има деца кои што се уште ја сакаат книгата, го негуваат читањето, го негуваат и пишаниот збори, сакаат да напредуваат без оглед на тоа што се уште се мали. И мислам дека тука ќе бидам реален ако кажам дека се уште задоволува тоа што има деца што ја сакаат живата книга. Во поглед на технологијата таа ќе биде присутна веројатно и во времето што доаѓа. Одговорноста ќе биде на нас, возрастните, како да им помогнеме на нашите деца да воспостават баланс помеѓу едното и другото, а со цел книгата да не се занемари. Тоа ќе го правиме преку нашиот личен пример. Еве, за неколку часа, веројатно од денес, ќе биде и сајмот на книга овде во Скопје, така што добро е да го посетуваат, да доаѓаат и така натаму. На тој начин се стекнува почесто да одат, се разбира, на места каде што книгата има место, значи е на пиедестал. И тоа е тоа. Аудиокнигите се добри, ги има, но мислам дека не се толку достапни, барем кај нас не се уште во значајна мера. И мислам дека тие исто така имаат предност, може да користат за одредени групи на деца, но оние кои што немаат проблеми и можат да читаат, мислам дека треба постојано тоа да го прават со цел да го подобруваат и правоговорот, и изразот, и се што е добро да преземаат од содржините на книгите. Колкава е писменоста денес кај децата? Сведоци сме дека големо влијание има англискиот јазик, тоа го носи самата технологија и социјалните мрежи. Исто така и младите започнаа уште поголем број на англизми да употребуваат во секојдневниот говор. Употребуваат, тоа е нешто што мислам дека нема да можеме да го спречиме, едноставно тоа е речникот на нашиот јазик, се дополнува жива материја, современите текови тоа го носат и тука нема бегање. Писменоста, мислам дека тоа прашање е доста значајно. Оние бројки за кои што претходно говоревме, кои што беа направени како истражување од страна на значајни агенции, меѓу кои ми се чини дека и USAID тука беше, покажува дека значаен процент од нашите ученици значи не се добро описменети во поглед на математичката и јазичната писменост, посебно кога е во прашање читањето од една страна и кај математичката писменост ми се чини беше одземањето како математичка операција. Така што факт е, не смееме, треба да бидеме реални дека едноставно многу од нашите деца имаат тешкоти во изразувањето, во читањето, се уште значи имаме деца кои што појавуваат проблематики кои што можеби не беа својствени во текот на изминатите години. Во моите 15 на години работа ќе речем дека половина од моето работење, веќе оваа втората половина покажува аномалии значи кај децата во поглед на читањето, во совладувањето на техниките за читање и она што исто така е многу значајно на кое што апелирам постојано е работата на ракописот, односно на калиграфијата. Тоа веќе мислам дека е минато и пак ќе речем токму таа претерана окупираност со современите помагала и дигитализацијата, мислам дека придонесе нашите деца тука да загубат во поглед на моториката и резултатите се лоши во тој поглед. Ќе треба да работиме сериозно, бидејќи мислам дека ни се заканува хаварија во тој поглед. Не смееме да дозволиме тоа да ни се случи. Ние сме земја за која што многумина тврдат дека е плод на вистински творечки имиња, но исто така и земја која што ја донела писменоста овде и пошироко. Вистина е дека ти си дипломиран професор по македонски јазик. На каков начин се изучува македонскиот јазик на нашите факултети? Па сега одамна беше, не сум баш точно сигурен како оди целата работа. Јас имав прилика да дипломирам на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Токму тогаш што ние бевме прва генерација која што се запиша на филолошки групи кои што беа отворени во склоп на универзитетот и кои што, иако се покажа експериментални, сметам дека произведоа кадри за почит, бидејќи познавам доста колеги кои што навистина си ја работат професијата посветено и кои што се почитувани во нивниот домен. Она што се случува и кој што го знаеме сите и кој што постојано го слушаме, дека се повеќе, односно се помал е бројот на студенти кои што се запишуваат на катедрата за македонски јазик во Скопје,
Тоа е нешто што повторно го треба да го вклучи црвеното светло, мислам дека и одамна е вклучено, но прашањето е како, пак ќе речем како да се изнајде вистинскиот начин да ги мотивираме студентите да се вратат на катедрите и да сватат колку ќе биде еден ден важен нивниот допринос во рамки на општеството, посебно во едно општество кое што некако како да го загуби идентитетот, затоа што многу негови идентитетски прашања беа отворени и беа на најлош начин мислечи решени. Токму заради таа причина мислам дека треба да ги мотивираме максимално. Што се случува, да речем, во поглед на високото образование и како тоа оди, ова е отприлика моето сваќање. Ете, можем да кажем дека се уште она што мене ме радува е дека се уште има луѓе кои што се интересираат околу негувањето и заштитата на македонскиот јазик. Тоа се оние кои што се пријавуваат на полагањето за добивање лекторска лиценца. Јас исто така однеодамна имав прилика тоа да го остварам како една своја идеја, како своја желба. Однеодамна станав и лектор. Така што мислам дека ако се екипираме доволно како што треба и се најдеме правите луѓе и се најдат вистинските решенија, дека можеби ќе го вратиме угледот и интегритетот на нашите институции кои што се грижат за јазикот. Лектор и наставник се две различни професии. Лектор во буквална смисла на зборот. Која би ја избрал за понатаму? Која ти е поблиска? Убаво прашање. Мислам дека се различни, но од друга страна мислам дека се надополнуваат, затоа што наставникот по македонски јазик мора да се грижи, ако веќе вистински стои на браникот на одбраната на јазикот, тогаш мора да знае како правилно да го употребува правописот и нормално правилно да се изразува. Тоа го правиме секојдневно за време на часовите. Тоа е оно што нам, наставниците по македонски јазик, не изделува од другите. Станува збор за две различни работи. После моето повеќе годишно работење, не смеам да си дозволам да речем долгогодишно, има луѓе кои што целиот живот го поминале во образование и работеле 40 години, се до нивното пензионирање. Познавајќи се себе, се мислам дека доколку ми се отвори можност, би работел и нешто поразлично од образованието, со сета почит и љубов и кон професијата и кон учениците. Но мислам дека некако брзо се заситувам последно од тоа што го правам и навистина сакам да се движам и во некои други кругови, но не би менувал тука во поглед на областа. Единствено мислам дека блиско до образованието и културата, каде што исто така би се пронашол доколку има можност, преку своето работење, така работејќи како модератор на некои културни настани и книжевни промоции, мислам дека и тоа некако ми лежи и ми се допаѓа. Интересна е твојата приказна за вработувањето. Ти се вработи многу брзо после дипломирањето. Дали може да не раскажеш нешто повеќе? Па тоа беше една баш убава етапа од мојот живот, каде што и не се надевав едноставно дека толку брзо ќе се вработам. Имав можност да дипломирам во 2009 година, беше датумот 27 август, знам дека се чествуваше кај православните христијани кај нас, значи голема Богородица или Успение. Добро се сеќавам на тоа. Само по неколку дена, значи, бев повикан во училиштето каде што и денес работам, каде што првично, кога разговаравме во помалата, така да речем, домашна средина, кога ми рекоа, па сакаш ли да одиш да работиш таму, мојот одговор беше, не, ќе си барам, значи, во градот, каде што ми е блиско и така натаму. Местото каде што работам го знам доволно добро, затоа што таму растев како дете, заедно со моите врсници и летата ги поминував кај баба ми и дедо ми, баш онака бајковито, како што е во приказните. И го сакам местото и го сакав, се разбира, но искрено мојата првична реакција беше токму тоа дека не би сакал одма да работам таму, дека некако веднаш ми дојде тоа, но нормално, значи советот од повозрастните беше не се одбива работа и така натаму, тоа треба да го имаш предвид, дека е многу значајно, дека не секој ја добива таа можност и тоа е факт, дека многу луѓе за жал завршиле одредено образование, но не работат според она што го завршиле. Така почна сето тоа, почнав постепено слушајќи ги советите на моите повозрастни колеги кои што веќе наближуваат до нивното пензионирање. Прифатив доста од тие совети и ми се чини тоа нивно советување и
мојата склоност да го прифатам сето тоа, кај мене возможи да се оформам во наставник во права смисла на зборот, се надевам. Како е да се работи со деца, особено со мала група на деца? Како тоа работиш ти? Убаво е. Секогаш тоа ќе го кажувам, нема да кажам никогаш негативно. Пак ќе речем единствено ми е криво кога најдуваме на тешкоти при читањето и така натаму, кога гледам дека ракописот не е добар, тоа малце ме растажува и навистина некогаш знае да ме демотивира. Но од друга страна, повторно ќе кажам, знам која е нашата крајна цел и ние мора да дадеме напори тие деца да го најдат своето место и да станат свесни за тоа што го работат и да бидат што е можно подобри, секој колку што може, се разбира. Убаво е да се работи со нив, повторно ќе речем кога имате хармонија со вашите ученици, посебно кога е мала група, веќе вие наликувате на едно мало семејство и ако добро ги поставите тие меѓусебни односи, мислам дека се ќе си тече како што треба. Згора на се ми се чини дека е убаво да работите во една од друга страна, значи покрај оние, да речем, патувања долги. Од друга страна, убаво е да работите во едно рурално место кое што е навистина прекрасно, со автентична природа, чисто, пред се и така натаму, и со деца кои што, пак ќе кажам, се уште поседуваат во себе вистински вредности. Дали има доволно деца заинтересирани за оваа професија? Или за пишување? Да. Убаво прашање. Од оние деца кои што, со кои што соработувам години наназад, ми се чини дека неколку познавам кои што веќе се запишани на овие факултети, каде што се изучува македонскиот јазик пред се. Исто така една моја ученичка која што се уште е во нашето училиште, веќе сега ќе оди во средно училиште. Неодамна ми е открита нејзина тајна дека единствено што сака да прави, значи вика ќе одам во средно училиште, но ќе изберам гимназија, а понатаму сакам факултетот, високото образование да биде во насока на изучување на македонскиот јазик, пред се за во настава, да бидам наставнички. Мислам дека изборот ќе биде навистина соодветен, бидејќи станува збор за едно девојче кое што е посветена, кое што доста и пишува. И можеби тој број не е голем во секој случај. Пак ќе речам, тоа се неколку деца за кои што барем јас имам информација, си ги познаваме децата, секогаш знаеме каде се запишуваат. И мислам дека и тоа е повторно во зависност од примерот кој што ние го даваме и во зависност од тоа колку општеството и институциите кај нас обрнуваат внимание да се издигне професијата, значи, и пред се професијата која што го негува македонскиот јазик. Значи, тука не се само професорите, тука се лекторите и така натаму. Каква реклама ќе се направи, веројатно таков ќе биде и резултатот. Мислам дека сегашните случувања покажуваат дека таа реклама не е доволно добра. Дали мислиш дека професорската професија е ценета исто како во минатот? Ќе се надоврзам на претходното што го кажав. Мислам дека генерално не, затоа што едноставно така се постави работите. Сите овие промени кои што постојат на одредено време се случуваат во образовниот систем кај нас, во основното и во средното, па и во високото образование, или промените кои што не се случуваат, пак ќе речеме неконтинуираноста во работите, прави нештата да не го имаат вистинскиот сјај. И тоа нешто, пак ќе речем, е одговорност на оние кои што ја имаат задачата или можеби ќе имаат задачата во иднина како да изнајдат начин професорската фела да си го најде местото каде што треба. Јас сум човек кој што верува дека секоја професија во животот има своја цел и дека секоја професија треба да биде почитувана, така ги учам и своите ученици, таков е мојот личен став. Но мислам дека наставничката професија она која што почнува во еден ран период во животот на детето, но никогаш не се знае каде точно завршува, затоа што влијанието на наставниците некогаш може да има пред се позитивното, да има долгорочни траги во животот на детето. Индивидуално за мене, пак ќе речам, јас сум задоволен од почита што ја добивам, затоа што мислам дека исто така ја давам и тоа е некако работа на реципроцитет.
Вистина е дека имаш напишано и книга, односно збирка раскази. Забележав дека и во насловот е спомената професијата, па дали може да ни кажеш нешто повеќе за книгата? Записите на учителот, тоа е мојата прва и единствена книга досега. 11-та година беше некаде од моето работење во училиштето, каде што сум и мојот ангажман во образование, кога решив да ја комплетирам книгата која што се подготвуваше постепено. Овие текстови кои што се тука се 14 вкупно на број, а повеќето се во форма на расказ, некои имаат форма на есеј, на дневник, на патепис и така натаму. Но решив да биде едно заокружување на една деценија од моето работење и во сите тие 14 текстови во кои што има доста автобиографски елементи, се наоѓаат лични искуства поврзани со професијата, каде што не случајно записите на учителот, учителот е главниот збор тука, насловот целосно инаку предлог на Горијан Петревски, кој што меѓу другото е рецензент на книгата. Во сите раскази ликовите кои што се прикажани, без разлика на нивната возраст, дали станува збор за дете, дали станува збор за возрастни луѓе, секој од нив има одредена учителска улога, која што читателот го поучува на нешто. Во книгата може да сретнете ликови кои што се измислени, имагинарни, но се плод на личности од реалниот живот кој што ги познавам и чии што судбини сум сакал да ги пренесам тука за да бидат сведок на она што се случува на животот. Едноставно се случува живот, а во тие судбини се разбира има значи убави и помалку убави случувања. И исто така во неа може да се најдат и реални личности кои што се значени за македонската историја, за македонската духовност. Се спомнуваат тука Свети Климент Охридски, Партени Зографски, како еден од првите македонски учебникари, Григор Прличев. Првиот текст во книгата е всушност посветен за неговата мајка, така се вика мајка како она на Прличев, која што лично мене многу ме инспирира, бидејќи е мајка во која што секој може да си ја препозна и собствената мајка, која што е пожртвувана, која што се бори за семејството, лично мене ме потсетува многу на мојата мајка, и која што без разлика на тешкотиите во животот секогаш избира да го најде позитивниот пример и тоа да го пренесе до нејзините чеда, до нејзините деца. И има и останати други текстови кои што исто така се плод на моето учество на детскиот книжевен камп Радости, кој што односно детскиот книжевен камп Да бидам се вика поточно, а се одржува традиционално во детското одморалиште Радости во Охрид, каде што неколку лета учествуваме со моите ученици и таму престојуваме, а тие се дружат заедно со Горијан Петревски и ред други писателски имиња и личности поврзани со образованието и културата, но исто така и рекреираат во преубавиот Охрид. И сите тие случаи се собрани тука некаде, сакајќи да го покажат, да ја покажат идејата дека вистинските вредности во животот се семејството, образованието, верата, љубовта кон татковината и слично. Дали планираш да продолжиш со писателската дејност? Секако. Планирам, како не. Всушност, ова издание сакам да има второ, дополнето издание, тоа е мојата желба. Едно време дури размислував од истото, сега можеби не поврзано со пишувањето, сакав да излези како аудио верзија на оваа книга за деца кои што имаат потреба од слушање, кои што не се во можност да читаат. Ниеден од тие планови до сега не е реализиран, меѓутоа работам во секој случај на тоа активно и се надевам дека ќе продолжам во иднина и со нешто можеби посериозно и поголемо од ова, иако и ова нешто е значајно за мене, затоа што мислам дека дефинираше еден важен дел од мојот живот. И за крај, дали имаш некоја порака за гледачите? Порака да си ја сакаат татковината. Тоа е многу важно. Тоа е едно клише кое што многу пати е кажано, но нека не биде само клише порака, туку нека биде едно вистинско чувство кај сите нас. Да си ја сакаме татковината, бидејќи мислам дека не може само да очекуваме таа нас да ни возвраќа, а ние да не правиме ништо. Мислам дека доволно се направи изминатава деценија многу негативни појави да ја разнебитат. Посебно значи во духовна смисла, во просветна смисла и не знам уште како.
Мислам дека треба да работиме многу за да си ја вратиме Македонија, некако како се помалку да ја има, да си го сакаат мајчиниот јазик, но и македонската книжевност, да читаат македонски автори кои што вредат, имаме за среќа многу македонски имиња кои што навистина пишуваат на возвишен стил, од кои што има што да се научи, и човек духовно да се наслади, да си ја сакаат верата своја, како што велел Свети Климент Охридски, пред се православната вера. Со сета почит се разбира кон останатите вероисповести во Македонија. Си имам пријатели и од другите вероисповеди кои што навистина ми се драги. На православните христијани се разбира да им посакам убаво да ги довршат великденските пости, во радост да го пречекаат воскресението Христово, да се живи и здрави и да шириме повеќе добрина меѓу себе. Тоа ќе речам, мислам дека доволно од зависта, доволно го јади човештвото, нека има повеќе добрина, повеќе човечност. Ти благодарам на гостувањето. Ја дознавме вистината за изучувањето на предметот македонски јазик, а со факти и аргументи за некоја друга тема се гледаме во наредното издание на Вистина е.